Сиромашни со празни ранци нависнати на рамената, кои со километри кисело го потат грбот, а во џебовите само основните документи за идентификација. Тажната приказна на бегалците од Авганистан и Сирија не престанува да боли. Во нивните авантури и животни драми се впијани многу опасности, но предизвикот е сепак голем. За бегалците, Македонија е како трнлив пат по кој мора херојски да се премине. Нивните нозе претрпеле илјадници пеколни километри, бегајки по шините од смртта, која коси во нивните родни краеви. Но шините некогаш носат и смрт. Тука, 8 емигранти лани загинаа од воз. Гневни од загубата на најблиските, тие велат дека нема да се откажат и дека ќе продолжат да го следат патот за подобар живот. Ние се враќаме повторно во Грција. Поминавме 10 дена патувајќи по територијата на Македонија, за да стигнеме до српската граница, но залудно е, не можеме да продолжиме понатаму. Најмногу проблеми имаме со македонската полиција. Во Грција пак, полицијата не ни прави голем проблем. Нашата цел е да стигнеме до Германија, Холандија, Канада или Лондон. Како главна причина за тоа што ние денес стоиме тука е војната во Сирија, па се стремиме да побегнеме што е можно подалеку од неа. Мојот татко загина во војната во Сирија, а брат ми заврши во Турција. Извини. Патуваат во група од околу 10 студенти, фамилиарни луѓе кои го зборуваат англискиот, а кои со тага ја покажуваа семејната фотографија од нивните деца и сопруги. Бегаат дипломирани доктори и адвокати, но има и луѓе со лузне од рани од бомбардирањето. Но ова не им влева страв на мештаните од целата во близина на пругата. Туку напротив, многумина им нудат храна и основни хигиенски средства за да го преживеат денот. Не. Да, поминува си од пазарот за Дикјано и готово се збеа. Мина тоа до продавница кога отиде, не си па се враќат назад. Дека одат, не знам. А проблеми не се Не, јас за мене не. Си идат по патот, питуваат дека има продавница. И кажуваат деца, одат по продавница, се купуваат једење и си врват пак. Нема проблем. Нема проблем. Од продавницата чуват, продавница купуju и иди по поле. Побегнале од граѓанската војна во Сирија, но наидуваат на македонската полиција. Нашата држава е под постојан удар на овие групи. Лани полицијата фатила 3 пати повеќе емигранти во споредба со претходната година. Минатата година вкупната бројка изнесувала 41.314 емигранти. Државните службеници се под будно око, засилена е контролата на граничната полиција. Десетици па и стотици илјади мигранти од кризните подрачја настојуваат да стигнат до нивната финална дестинација, која најчесто е некоја од западноевропските земји. Рутата по која најчесто се движат доаѓа од нашата јужна граница, значи преку Грција. Тие прават обид да ја искористат како транзит на територијата на Република Македонија, а потоа да се упатат до некоја од западноевропските земји. Доколку еден нормален ден треба да заврши во кревет со чиста постела, за нив ноќта носи нова опасност. Како спомен, тие оставаат графити под мостовите. Еден таков е потсетникот на Иван Хасан Бохалини Насер, која преку овој белег остава трага на нејзиното семејство дека поминала по оваа локација. Уморни заспиваат во напуштени куќи и под мостови, не знаејќи дали наредниот ден ќе останат живи, но знаат само едно: никогаш повторно нема да ја посетат Сирија.